Почитувани, добро вечер. Вие сте на програмата на К3 телевизија. Стандарден термин резервиран за емисијата во Фокус. Во ова вечерашно издание разговараме за кои се функциите, надлежностите и која е улогата на Советот за јавни набавки. Многу повеќе околу ова тело ќе разговараме со заменик председателот на Советот за јавни набавки Златко Алексов. Добре ни дојдовте. Добро ноќ. За почеток на разговорот да започнеме од она од кога постои Советот за јавни набавки и нешто повеќе за ова тело како функционирате. Па Советот за јавни набавки за прв пат се спомнува во членот, тоест во службен весник број 148 од 2013 кој излезе во октомври 2013 година, каде се наведува основните надлежности на Советот, почетокот со работа, почетокот со постапување по барањата за добивање согласност. За прв пат започна со постапување по своите надлежности 1 мај 2014 година. До 1 мај, во оној припремен период, можам да кажам, ги прележавме и ние сите детски болести на нова институција, се опремивме со опрема, персонал, се она основно простори, се она основно неопходно за да стартува една институција, еден орган, тогаш тело, сега орган, од кого се очекува резултати во насока на подобрување на деловниот амбиент, на деловната клима, во корелација секако со начелата на Законот за јавни набавки, со законските одредби, како и со сите останати други закони кои непосредно се поврзани и спреплетени со Законот за јавни набавки. Почетниот период се до 1 мај 2014 година се занимававме со изготвување на подзаконските акти, процедурите, предложивме некои измени кои во моментот може би претходно не биле предвидени, но ги осознавме дека ни се неопходно потребни за стартот на Советот за јавни набавки, така да можам да кажам дека од 1 мај спремни започнавме со своите надлежности, со постапување по барањата за добивање согласност. Како што кажав, нели се обезбедивме со опрема, простори, неопходен кадар поврзан со кој ќе логистички ќе го поддржува работењето на Советот, со соодветен софтвер и така натаму. Така да почетоците сум немал искуство, нити јас, нити останатите членови на Советот со вакви почетоци, да кажам, во започнување со работа на институции, но можам да кажам дека добро се снајдовме. После успешен старт, секако голема улога во овој совет се и членовите меѓу кои сте и вие, освен тоа што имате функција на заменик председател на Советот за јавни набавки. Од колку членови се состои Советот и која е функцијата и нивните надлежности? Па вака, Советот започна со работа со 5 члена. Меѓутоа, како започна да пристигнуваат барањата за добивање согласност, како настанаа некои измени на почетокот од нашето постоење, односно стапување во сила на законот поврзан со одредбите, со давањето поврзани со барањата за добивање согласност, барањата за добивање согласност почнаа да надоаѓаат со, да кажам, со геометриска прогресија. Значи, ако некогаш почнавме со 3 барања, па со 20, па викаме што е ова 20 барања, па наеднаш 30, 50, така да видовме дека за квалитетно работење и донесување на правилни, точни одлуки кои ќе помогнат на договорните органи при спроведување постапките, ни недостасува персонал, особено во делот на одлучување, односно побаравме да се засилиме со нови 2 члена. Ни се излезе во пресред владата на Република Македонија, односно веднаш се отпочна процедурите за изменување на законот во овој дел, така да
во најкус можен рок, можам да кажам, се обезбедивме со доволно лица, членови, кои се во насока да излеземе во пресрет на барањата на сите договорни органи, во насока, иако обемот на работа е голем, да добиваат решенија со конкретни насоки, со како понатаму во постапката, кои работи треба да ги коригираат превентивно, од причина што Советот пред се работи како еден вид екс-анте контрола пред отпочнување на постапката за набавка. Инаку, Советот постапува согласно надлежностите предвидени во Законот за јавни набавки, односно Законот за јавни набавки, постојат повеќе правни основи предвидени во Законот за јавни набавки, но постапува и во одреден дел во доменот на Законот за јавно-приватно партнерство, за концесија јавно-приватно партнерство, како и во делот на Законот за продажба и издавање под закуп на недвижен имот на Република Македонија. Така да, во рамките на своите надлежности, при донесување на одлука, секогаш се користиме, односно најчесто, кога имаме потреба, се користиме со стручни лица. Постои регистар на стручни лица, запишани врз основа на одредени општи и посебни правила предвидени во Законот за јавни набавки, кои помагаат во донесувањето на одлуките на Советот. Советот, речиси, секогаш постапува по насоките на стручните лица, односно ги носи одлуките во согласно насоките на стручните лица, но секогаш во корелација со начелата и одредбите на Законот за јавни набавки. Можам да кажам дека досега од самото постоење на Советот се пристигнати околу, односно одлучено е по околу 46.000 предмети, што како бројка значи многу. Во меѓувреме Советот немаше, можам да кажам, доволно време за креативност во своето работење, за нови можности, нови начини подобрување функционалноста во работењето, за себе промоција, за обуки. Меѓутоа, ако верувате, и покрај големиот обем на работа, покрај големиот број на решени предмети, стигнуваме и на останатите полиња. На обука на договорни органи, обука на стручни лица, обука на економски оператори. Отворени сме за соработка, контактираме со сите телефонски, имаме секојдневно прием, значи се е во насока на подобрување на квалитетот на јавните набавки, подобрување на правната пракса, на спроведување на доследно на одредбите од Законот за јавни набавки, а се во насока на подобрување на деловниот амбиент во државата, спроведување на економските политики и така натаму. Така, споменавте дека веќе кога започнавте да се формирате, имавте проблем со кадарот, меѓутоа тој проблем до некаде веќе и е надминат од овие членови кои што веќе постојат во Советот за јавни набавки. Колкав број на гласови е потребен за да се донесе согласност? Така, Советот одлучува со мнозинство. Можам да кажам, многу често едногласно ги донесуваме одлуките, ретки се случаите каде што не се согласуваме во целост со одлуката. Секој што има мислење поинакво од мнозинството, има обврска да го издвои своето мислење во записникот, односно да се произнесе поинаку од останатите. Меѓутоа, секогаш одлучува Советот со мнозинство од гласовите. Така, споменавме кои се надлежностите на вас како членови, но на кое што исто така е многу важно е која е надлежноста на Советот за јавни набавки, како да речеме во континуитет вие ги донесувате одлуките, како тече самата постапка? Пристигнува барањето за добивање согласност до Советот. Советот има 10 дена
односно во одредени случаи максимум 15 работни дена за донесување на одлуката. Во овој период од 10 дена, Советот прво влегува, се архивира електронски целокупната пристигната документација, се распределува по случајен електронски избор до членовите на Советот, со цел да се запази објективноста во одлучувањето, непристрасноста и така натаму. Потоа од членовите на Советот ги во соработка со својот тим ги распределуваат предметите до стручни лица од соодветната област на специализација кои имаат обврска 3, односно во одредени случаи 6 работни дена кога има потреба да се продолжи некоја пообемна постапка со пософистицирана опрема каде што е неопходно малку повеќе време за да се даде квалитетно стручно мислење. Ги пристигнуваат назад стручните мислења, доаѓа предметот во за понатамошно постапување. Секој од членовите како известител со изготвен реферат доаѓа на седница на Советот и го презентира на ЛЦД комплетно ставот свој, како е базиран, врз основа на кои мислења се прифатени, доколку се прифатени, кои се одбиени и зошто е даден таков предлог за донесување на одлуката. Понатаму, како што ви кажав, одлуката се носи со мнозинство од гласовите од членовите, од присутните. Така, да се испочитуваат временските рокови, тоа е еден доста значаен елемент на Советот за јавни набавки, што доколку еве се пробијат временските рокови? Па тоа е последно што и најнепопуларно што би го зборувале овде. Значи Советот има обврска да одлучи во законските рокови, доколку не одлучи во законскиот рок, договорниот орган може да ја спроведе постапката исто како да добил согласност. Но при тоа одговорноста, доколку настанале некои несакани понатамошни финансиски било какви последици, е целосна на Советот за јавни набавки. Така, како самостоен државен орган, вие секоја година поднесувате годишен извештај до владата на Република Македонија. Од какво значење е пред се со Советот за јавни набавки и пред се да се има увид во она кое што вие го работите? Па да, ние не само што се грижиме за транспарентноста, за конкуренцијата, туку и сме транспарентна институција, како што досега ви кажав, секогаш отворени за соработка, за комуникација со сите договорни органи, економски оператори, да кажам, во секое време кога колку и да се ослободи време надвор од нашите секојдневни обврски. Извештајот се даваше еднаш годишно, се доставуваше, меѓутоа сега со едно од последните измени на законот има обврска на 2 извештаи, полугодишни извештаи во текот на годината. Така да можам да кажам во извештајот се сублимирани сите редовни тековни активности на Советот, бројот на барања за добивање согласност во тековната година, износите, вредностите, бројот на дадени согласности, бројот на недадени согласности, бројот на одбиени барања, бројот на одбиени отфрлени барања поради ненадлежност наша, поради формално правни недостатоци и така натаму. Во извештаите обично ставаме и анализи наши согледувања колку Советот има допринесено и во последно време сега, да кажам, период е на кога се изготвува планот за јавни набавки, нели имаше избори и малку ни се ослободи простор повеќе да направиме некои анкети, некои истражувања, да го подобриме извештајот, да дојдеме до некои согледувања кои се придобивките, предностите, позитивните ефекти од постоењето на Советот, што и како, на кој начин има подобрување во деловното обкружување, дали воопшто има во одредени сегменти, дали е подобрена конкуренцијата, дали е подобрена транспарентноста, дали се набавува најдобра вредност за парите, дали има
подобрување или е ослабен делот во однос на квалитетот на набавките и така натаму. Така да во извештаите сите тие да кажам активности се субсумирани. Едноставно извештајот е приказ на нашето работење во текот на годината. Така, во текот на целата година. Да, Меѓутоа, предлагаме, се извинувам. така, како секоја институција, вие веројатно имате некои проблеми и потешкоти при вршење на вашите должности. Да, имаме потешкоти, иако може да се согледа дека квалитетот на постапките за јавни набавки, на начинот на изготвување на техничките спецификации, на критериумите, на праксата, на практичната примена на законот е зголемен. Очигледно. Меѓутоа, се уште има работи на кои треба да се поработи. Односно, има сегменти на кои треба да се поработи. Значи, треба да се се уште да се подобриме во делот како договорни органи, во делот на изготвување на техничките спецификации, секако вид на индиректно упатување кон одреден производ или производител допринесува за ограничување на конкуренцијата. Секој начин, односно секаков начин на изготвување на спецификациите на критериумите за утврдување на способност, односно секој вид на ограничување на можноста за учество, што е можно поголем број на понудувачи во постапките, ги одвраќа понудувачите од конкуренцијата, од учество во постапката. Советот, можам да кажам дека има од фидбекот што го добиваме од економските оператори, има тука многу допринесено во меѓувреме за учество во постапки на сите оние кои не ни можеле да предпостават дека таков е пристапот, дека државните пари се трошат на најтранспарентен начин, дека секој може да учествува, да работи со државата, односно со државните пари, да има удел во користењето на државните пари, кои служат за секојдневни логистички потреби на институциите, како и за остварување на проекти, било какви, дали се од стратешко значење или не. Секаде каде што Советот можел да ги подобри условите за учество, секаде каде што Советот имал можност да ја подобри спецификацијата во насока за учество на повеќе видови производи, производители, алтернативи во решавањето во остварување на проектите, во задоволување на секојдневните логистички потреби на институциите, има влијаено, има реагирано и тоа го прави. Мислам дека уште треба да се коригираат се уште некои сегменти, како што кажа, во насока на подобрување на деловниот амбиент, меѓутоа можам и да се пофалам дека Советот има доста од тоа постигнато во таа насока. Така, има ли притисоци конкретно врз членовите врз Советот при донесување конкретна одлука за согласност? Па искрено да ви кажам, јас не сум имал до сега, ама и во комуникација со останатите членови на Советот до сега немало таква работа. Знаете што е притисок за Советот? Притисок е кога треба брзо да се одлучи, кога станува во прашање судбината на одредена група болни, на деца, кога треба да се постапи брзо и да се реагира со, да кажам, со страв да не се погреши, да се направи превид, кога станува збор, да речеме, за набавка на струја, так, кога треба да се продолжи со реализација на некој проект. Тоа го доживуваме лично, јас лично како притисок го доживувам. Верувам и останатите членови на Советот. Но исто така можам да кажам директни притисоци никакви. Ако се ова притисоци, ова се, можам да кажам, индиректни, така ние си ги перцепираме. Да. Можам да кажам дека може да е притисок, некаква квази анализа од одредена фондација, институција, која што очигледно
има нарушено некакви интереси од постоење на Советот, која што не може да добие пристап до државните пари како што некогаш можеби имала, предпоставуваме. Така да при своите анализи користат аргументи и податоци нерелевантни за добивање на целосната слика, на реалната слика за состојбите со конкуренцијата, со транспарентноста. Така да од тој аспект можам да кажам дека добиваме некаков притисок во насока еве Советот не си ја врши работата како што треба. Значи чувствуваме, иако сме со толкаво искуство во нашиот бекграунд, чувствуваме еден вид притисок во насока дека не ја познаваме можеби доволно проблематиката, дека стручните лица се недоволно едуцирани, дека не се допринело многу за конкуренцијата, значително. Се допринело, ама не значително. Дека недоволно, дека сепак имало, иако постал Советот, имало некои недоследности понатаму во закон, во постапувањето кои ние нити ги гледаме, нити имаме надлежност. Од тој аспект, директно притисок до сега нема. Во текот на вашето постоење не постои. Можеби од таква природа сме сите и не случајно сме избрани со реноме минато, бидејќи можеби и не сме ни дозволиле порано такво нешто да се случи. Верувам дека тој бил клучот за нашиот избор. Така, во текот на неколку годишно постоење на Советот за јавни набавки, кои се позитивните ефекти, кои се придобивките од постоењето на Советот? Па да, придобивките случајно ви ги одговори во претходното прашање, но можам да ги повторам и потенцирам некој од нив. Значи многу позадоволни економски оператори. Некогаш, да речеме, ако тие помислувале, значи не знаеле како функционираат државните институции, договорните органи, овој пат морам тука и да го пофалам и бюрото со својата конструктивна политика, економска и правна политика во делот на подобрување на деловниот амбиент во државата. Со самото тоа што во секој момент може да се добијат податоци за секаква постапка, за изминати склучени претходни договори, и досега се даваше можност, односно се охрабруваа сите, да кажам, покрупни и помали предпријатија за учество во постапката, но посебно со донесувањето на Советот, со сигурност тврдам дека преку подобрување на условите за конкуренција, преку подобрување на техничките спецификации, секој си ја добива својата можност за учество во постапка, за сопствен развој. Значи, влијае Советот на развојот на малите средните предпријатија, ја поттикнува конкуренцијата, ги тера економските оператори да размислуваат се повеќе предприемачки за преземање на деловен потфат. Кога ќе видат дека и нивниот производ може да учествува, односно да се најде, да биде искористен при секојдневни активности на државните органи, секако се мотивираат да заработат, да учествуваат, да победат и така натаму. Мислам дека Советот, не мислам, туку сигурен сум дека стои на браникот на заштитата на законитоста на постапката, како еден вид на екс-анте контрола пред отпочнување на постапката за јавна набавка. Сметам дека како концепт не се коси ниту со директивите, ниту со забелешките и констатациите на од извештајот на Европската комисија, ниту со забелешките на Сигма, напротив, значи стоиме, а најдобро е, стоиме на браникот на заштитата на законитоста на постапките, а најдобро е на самиот почеток превентивно да ги анулираме сите можни неправилности со цел да нема понатамошни
реперкусии во работењето на институциите. Така, согласно планот и програмата на Советот за јавни набавки, паралелно со оние активности обврски кои што секојдневно вие ги извршувате како членови на Советот, паралелно со тоа спроведувате и обуки, конкретно за каков вид на обуки станува збор? Да, имаме законска обврска за обуки на стручните лица, кои се запишани во регистарот на стручни лица. Тоа го правиме 2 пати годишно. Исто така, не постоеше таква обука, на барање односно се прави интерес од договорните органи, како и од самите стручни лица, тие да се обучат не во доменот на нивната струка, за која се неприкосновени, туку во доменот на нивно размислување во корелација со одредбите од аспект на нивната струка, но во корелација со одредбите на Законот за јавни набавки. Отворен беше постојано огласот за јавни набавки. Оној момент кога се одредени огласот за запишување во регистарот на стручни лица, оној момент кога почувствувавме дека во одредена област се пренатрупаа стручни лица, а во одредена област имавме недоволно стручни лица, го стопиравме со цел да бидејќи имаме проблем со нововклучените стручни лица околу нивно обучување, со цел да не се губи на квалитет на нивните мислења, а во меѓувреме да се обезбедат стручни лица во оние дефицитарни области преку анимирање за дека Советот се занимава со подобрување на деловниот амбиент, со подобрување на јавните набавки, дека прават нешто добро, дека ќе најдат свој интерес во давањето на стручни мислења. Така да сметам дека со 2 обуки на стручните лица во текот на годината ќе се покријат сите оние нејасноти, односно неусогласености со членовите на Советот околу начинот на размислувањето во корелација со одредбите од Законот за јавни набавки. Но Советот се подготвува и верувам дека конкретно на февруар тоа ќе го оствариме со тематски обуки на стручните лица во доменот на нивната струка. Тоа нема да биде обука на Советот према стручните лица кои се неприкосновени во нивната струка, но ќе биде во насока на усогласување на нивните ставови кои не секогаш знаат да бидат конзистентни. Да им укажеме на тоа дека со нивната неконзистентност во ставовите се навлекува кон Советот негативност од страна на договорните органи и револт, што морам да признам дека секојдневно работиме на тоа да што подобри решенија, што подобри стручни мислења, што помалце револт за Советот, односно Советот да веќе да прерасне во една стабилна институција. Значи не само стручните лица, често ги обучуваме и договорните органи. Следи во март во Универзитетот Гоце Делчев со кој склучивме деловна соработка, обука за договорни органи на целиот регион опфатен во околина на Штип. Тоа секојдневно почесто го правиме индивидуално, го правиме организирано, обезбедуваме простор, време, секогаш кога имаме можност за да се усогласиме, односно со составовите, Советот со договорните органи, се во насока да оствариме нашата мисија за подобрување на квалитетот на јавните набавки, за отстранување превентивно на неправилностите, нели во насока за навремено континуирано снабдување на договорните органи со потребните средства. Така, кои се новините на Советот за јавни набавки и пред се каква година ќе го очекува Советот за јавни набавки? Па каква година? Советот предложи измени на Законот за јавни набавки. Значи секогаш кога ќе почувствуваме, имаме таква обврска, секогаш кога ќе почувствуваме дека
рамката на Советот, односно на надлежностите на Советот е претесна, односно секогаш кога се појавуваат причини за, да кажам, недоволно револт, да речам, кај договорните органи по одредени прашања, за неусогласеност на одредени места на законот, за на текстот на законот, за неконзистентност во одредени ставови кај стручните лица и кај Советот, морам да признам, значи се случуваат и грешки, ние во однос на други институции кои кажуваат можеби дека се безгрешни, ние признаваме, се случуваат грешки, но не сметам дека треба да бидеме запамтени по тоа дали правиме грешки, туку дали ги поправаме, како ги поправаме и кога ги поправаме, односно како се справуваме со грешките како предизвици. Така да сметам дека во таа насока се и новите измени на законот, сакаме да допринесеме за заштита кај договорните органи по однос на нивните исплати кон стручните лица, сакаме да допринесеме за забрзување на постапката на Советот, не во насока да се скрати рокот за одлучување, меѓутоа онаму каде што има можност да се добие условна согласност, односно каде што постојат помали неправилности кои, верувајте, иако мошне мали, може да влијаат на конкуренцијата, но зошто да оди до стручни лица кога тоа Советот ќе може со насоки конкретни при првото поднесување за добивање согласност да даде позитивно мислење, но по претходно со насоки претходно да бидат отстранети неправилностите. Секако и сега важи, а и тогаш ќе важи дека доколку не се отстранат неправилностите, ќе се смета дека не е дадена согласност, значи немаат право да објават оглас. Така да работиме постојано во насока на подобрување на постапката пред Советот, на забрзување на постапката пред Советот, за намалување на трошоците, а нели се во насока на нашата крајна визија, нели, за создавање на квалитетни јавни набавки, градење на довербата кон државните институции, секој да има пристап кон државните пари. Така. Благодарам што се одзовте на поканата за овој разговор, што конкретно поразговаравме за тоа кои се институциите, односно кои се надлежностите и обврските должностите на Советот за јавни набавки на вас како членови. Благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, со овој разговор вечерва го завршуваме ова издание во Фокус. Јас само ќе ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатна вечер.